Постапката за најбрзо действување има сигурно правниот субјект каде што се случило аваријата. Затоа и секој правен субјект во државата, било да е приватен или општествен, има законска обврска да изготвува планови и други документи пропратни кои што се за пожари и за други несреќи кои што може да му се случуваат во текот на работењето. Исто така, законска обврска е на истиот правен субјект и да има екипа и истава да е обучена за таква несреќа. Вчера само интересно веќе свеста кај многуте правни субјекти почнало да функционира после неколкуте несреќи. За жал мора да научиме од грешките. Значи, согласно план, проценка и правилник и елаборат за пожари, правниот субјект формира екипа која што е обучена, односно треба да се обучува и да се сертифицира од наша страна и да му се дава, наистиве да им се даде задолженија, да во случај на било каква несреќа, они се првите кои што треба да реагираат. Ако несреќата ги надминува нивните капацитети, тогаш оние се обраќаат во другите надлежни институции. Во зависност од тоа за што се работи. Ако се работи за пожар, нормално дека противпожарната бригада во Скопје или во другите градови се први кои што треба заедно со нив да действуваат. Ако се работи за хемиска несреќа, нормално дека може да побара тимот од Дирекцијата за заштита и спасување да биде вклучен заедно со тимот од Министерството за одбрана, кој што може да действуваат и така натаму. Во делот на евакуација, во случај да се случи несреќа на работно место, значи согласно документите кои што веќе ги спомнав, се надлежен, значи има командант на таа екипа кој што раководи со тимот, кој што бара и спроведува евакуација на вработените. Ако евакуацијата треба да опфаќа и поширок појас, тоа се вклучат и другите институции, тоа е Дирекција за заштита и спасување заедно со Министерството за внатрешни работи, затоа што сепак треба да се регулира и сообраќај, треба да се регулира и периметар и така натаму, за да може да екипите внатре да работат, да спроведат тоа што треба да се спроведе, се со цел да се намалат ризиците и опасноста по здравјето и животите на луѓе.